Министерот за здравство Венко Филипче на редовна пресконференција за состојбата со коронавирусот информираше дека во текот на изминатото деноноќе нема нови тестирани лица за коронавирус на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби. Тој потсети дека двајцата странци кои вчера беа тестирани, а неколку дена престојувале во хотелот во Скопје, се негативни на коронавирусот. Воедно, странците по направените тестови се прегледани на клиниката за инфективни болести и со соодветна терапија за нивната здравствена состојба се пуштени од клиниката. Исто така, министерот посочи дека од вчера попладне со помош на мобилните оператори сите странци што доаѓаат во нашата земја добиваат текстуална SMS порака со која стои дека доколку почувствуваат некакви симптоми слични на грип за време на престојот, треба да се јават на телефонот на Институтот за јавно здравје. Министерот Филипче информираше дека за денеска е закажана седница на влада, на која ќе се дискутира за предлогот од Министерството за здравство ката да не се одржуваат масовни собери, како и спортските надпревари големи, на кои што очекуваме луѓе од странство, да се одржуваат без публика, и тоа уште една недела, значи до 13 март следниот петок. Ова мерка доаѓа како резултат на тоа што бројот на лица во Европа континуирано се зголемува. Веќе утрово околу 4250 лица заболени во регионот Европа на Светската здравствена организација, скоро 1000 повеќе од вчерашниот ден. Трансмисијата е веќе локална во тие места, комуникациите се во Европа и понатаму отворени. Во нашиот регион нови пациенти има во Словенија 1 и Република Српска 2. Сметаме дека ова мерка треба да продолжи со тоа што за евентуално поригорозни мерки или доколку ситуацијата продолжи да биде ваква за понатаму продолжување или не нова мерка, динамички многу ја пратиме практично секојдневно ситуацијата. Министерот го повтори апелот на граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита и превенција на одржување на лична хигиена, темелно миење и дезинфекција на рацете, а воедно информираше дека дистрибуцијата на дезинфективните средства низ училиштата веќе е почната. Вчера беа дистрибуирани количините во скопските училишта, а денеска продолжува дистрибуција во другите училишта низ државата.